За заемот од Светска банка денеска гласаа советниците на општина Тетово на денешната седница на Советот. Градоначалничката Теута Арифи рече дека постапката за набавка на автобусите е при крај. Процедурата за набавката ја води Светска банка, но истата ќе продолжи по одржувањето на претседателските избори. За заемот 72 милиони денари, кој иде како процедура преку Министерството за финансии. Значи, ние се пријавивме во тој повик, добивме позитивен одговор и така да веќе сме во завршна фаза со овие средства, значи ќе бидат откупени автобуси кои ќе бидат еколошки и со кои ќе биде овозможено започнување на функционирањето на веќе формираното јавното претпријатие за градски сообраќај. Би кажал некои од најважните пред одлука за давање согласност за задолжување од Светска банка во врска со автобусите, што и ние аплициравме пред некој месец. Значи, тука имаме предлог одлука во која Светската банка веќе ни одобрувал тој кредит и дека сме во добар пат за да го добиеме истиот и во наредниот период верувам и сум оптимист дека до крајот на годината веќе ќе ги имаме и првите автобуси во Тетово. Таа рече дека со пари од Светска банка годинава ќе се започне со градежни активности за пробивање на булеварите Благоја Толска и Индустријска. Значи, со Индустријска сме уште порано од ова денешна одлука, значи кај нив таму сме завршени со процедури, завршени сме со експропријации, така да немаме ни една пречка за да го направиме завршниот договор, додека започнување на работите ќе чекаат завршеток на изборите, поради, пак велам, процедури на Светска банка да не започнува работи со своји средства за време на изборна кампања. На денешната 18-та седница на Советот на општина Тетово беа изгласани 19 точки кои беа дел од дневниот ред. Се изгласа и завршни сметки на општината и училиштата, а се изгласа и одлука за формирање на Центар за ран детски развој. Секторот за внатрешни работи Тетово значително ги засили превентивно контролните сообраќајни активности во Тетово и во Гостивар. Во вчерашните на Тетовското подрачје вкупно откриени се 9 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна возачка дозвола. 7 од нив управувале патнички возила, а 2 мотоцикли и веднаш се исклучени од сообраќај. Покрај тоа исклучен од сообраќај бил и еден возач почетник кој не се придржувал на законските ограничувања. Вчера исто така откриени законски санкционирани се и 17 возачи кои непрописно, односно погрешно ги паркирале нивните возила, најмногу во централното Тетовско подрачје. Овие и другите прекршоци заокружени се со 13 прекршочни и 21 мандатен платен налог, како и со 8 писмени опомени. Во средиштето на гостиварските контроли пак вчера била брзината, при што откриени се 11 возачи кои не ја прилагодиле според условите на патот. За ваквите и другите прекршоци изготвени се 7 прекршочни и 20 мандатни платни налози. Оттаму СВР Тетово повторно апелира особено до младите да не седнуваат зад волан без положен возачки испит и да ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, а на возачите почетници пак им се советува во доцните вечерни часови задолжително покрај себе да имаат придружник. Управувањето без дозвола представува прекршок за кој е предвидена парична глоба од 300 евра во денарска противредност. На возачите исто така им се укажува навремено да ја проверат техничката исправност на возилата и да ги регистрираат. Глобите за истечена регистрација се движат од 100 до 500 евра. Секторот за внатрешни работи Тетово и со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, пред се кога се движат во населено место и особено по најфреквентните улици во Тетово и во Гостивар. Современиот македонски писател Јован Дамјановски неуморно твори. Откако минатата недела се одржа промоцијата на неговиот јубилеен 15-ти роман на Универзитетот Државен во Свети Николе, тој го пишува и најновиот 16-ти поред.
Во разговорот со него писателот Дамјановски открива детали за делото кое го пишува, но зборува и за тоа кои се стожерните теми во неговото творештво и за филозофските доктрини кои ги користи. Во Свети Николе, мојата промоција за двата најнови романи ја одржа Меѓународниот славјански универзитет државен. Таму еден од тие два романа се вика Благослов или проклет, го објави издавачката куќа на овој универзитет за славјанска просвета и култура. Ја им сум благодарен на луѓето што се сетија на мене, објавија мој роман, но 15-тиот роман, да кажеме, јубилејниот роман, се вика Глобалните звезди на небото. Се обидов да го представам светот сега како што е тенденција за разговарање, како глобален систем, како глобално однесување и живење во светот и преку една приказна која што за нашите македонци, како што и во животот бива, еве и во литературата, се обидов да го представим еден наш македонец во Австралија, во Нов Зеланд, да го представим во Шведска, да го представим во Романија, во Србија и се разбира и за животот во нашата Македонија. Тие два романа, мислам дека се мој големо достоинство, голема среќа, големо задоволство што ги објавив, представуваат некој начин и јубилеј, зашто е 15-ти роман Глобалните звезди на небото, но верувам дека најголема среќа за мене и понекој се обидувам со длабока, силна воздишка да се задоволам сами од себе, дека многу мина ги прочитали и ми се јавиле за тоа. А најмногу сум радосен кога некои од нив ќе се најдат во романите и самите себе, зашто животот го правиме не и поединечно, но и како колективна свест, колективен морал и начин на животот. И верувам дека се уште ќе бидам читан и тоа е за мене големо задоволство. Веднаш да кажам дека економска корис, материјална корис од пишувањето нема, но има од потрагата по себе во животот и верувам дека таму се најдов и себе си, не знам дали доволно целосно сум се нашол, али посмотрајќи ги другите, се обидувам да го представам современиот човек кој што, еве да кажем уште еднаш, незабележливо минува низ времето и животот. Емисијата посветена на книжевното творештво на писателот Јован Дамјановски од Тетово, заедно со снимениот материјал од промоцијата на романите Глобалните звезди на небото и Благослов или проклетство, ќе емитуваме денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 20 часот и репризно утре во 17 часот и 30 минути. Голем интерес за учество на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри 2019 во Гостивар. Конкурсот беше објавен на 11 март и досега се пријавени 60 поети од земјава и странство. Организаторите од Сдруженијето за култура и заеднички вредности Слово 21 велат дека се задоволни од досегашниот одзив и потсетуваат дека конкурсот трае до 11 април. И оваа година бележиме голем интерес за учество на фестивалот, како организатори не радува да има силна конкуренција и мокни поетски гласови. Сакаме уште еднаш да ги поканиме сите заинтересирани поети од нашата земја и од балканските земји да се пријават со своји песни, велат од Сдруженијето. Поетите се надпреваруваат во две возрастни категории, до 18 и над 18 години. На конкурсот учествуваат со испраќање на 3 необјавени песни, напишани на мајчин јазик, а учесниците на кои македонскиот не им е мајчин, задолжително доставуваат препев на македонски или на англиски јазик. Темата и формата на песните се слободни. Творбите се испраќаат на електронската адреса на фестивалот literaturniiskri@yahoo.com. Изборот на најдобрите поети кои ќе ги понесат фестивалските награди, како и на авторите што ќе бидат застапени во заедничката збирка на фестивалот, ќе го направи жири комисија
чиј состав ќе биде објавен заедно со резултатите. Меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар годинава се одржува по 6-ти пат, а е во чест на Денот на сесловенските просветители 24 мај. Албанските опозицијски партии Алијансата за албанците и БЕСА на денешната средба во собранието со премиерот Зоран Заев и министриката за правда Рената Десковска изразиле поддршка за опстојување на специјалното јавно обвинителство како посебен орган во рамките на јавното обвинителство. Како партија мислиме дека треба да продолжи со работа специјалното јавно обвинителство како што е формирано и за целите за кои е формирано. Со тоа предлагаме да се интервенира во законот за специјално обвинителство, во кој нема да важат роковите ниту 2017, ниту другите рокови, него да функционира како тело внатре во правниот систем на државата. Ставот наш како партија е дека досега специјалното обвинителство ја немат исполнато целта за која е основано. А тоа го покажува повеќе фактот што досега имаме казна за од страна на специјалното обвинителство и судовите кои се покренати иницијативи за представници на албанската опозиција. А кога зборуваме за изборен криминал, се знае во албанскиот политички кампус, кој злоупотребува, уценува и краде избори веќе 17 години. А тоа е политичката партија и нивните представници кои денеска се дел од власта и кои се дел од власта веќе 17 години. Ставот на движењето БЕСА е дека специјалното јавно обвинителство треба да продолжи со нејзиниот целосен капацитет, вклучувајќи и користење понатаму и на прислушкуваните разговори. Значи, ние као движење БЕСА би разговарале понатаму во правец на овој наш став. Се друго мислиме дека не е исправно решение, затоа што знаеме дека специјалното јавно обвинителство има конкретен предмет, конкретни работи за кои треба да ја заврши својата работа. Знаеме дека согласно законското решение не ја заврши работата во рок од 18 месеци, затоа сакаме тоа да биде понатаму до завршување на сите предмети. Европската унија и САД се сложуваат дека капацитетите и независноста на специјалното јавно обвинителство треба да биде осигурана. Ваков стап соопшти амбасадата на САД во Скопје, откако претходно денеска согласи делегацијата на Европската унија во Скопје. СЈО како орган кој ќе има ефикасни надлежности и кој ќе биде посебно обвинителство што всушност е дел од сегашниот закон, во делот на начинот на користење на снимките како доказни средства, ќе има дополнителни консултации, истакна министерката Десковска. Сите пораки кои што ги добиваме од Европската унија, кои што укажуваат дека специјалното јавно обвинителство треба да биде обвинителство посебно во системот на јавното обвинителство, значи не нивно претопување, се практично пораки кои што ги слушаат и представниците на ВМРО ДПМН. Јас очекувам дека и покрај амандманите кои што денеска ќе ги разгледуваме на попладневната средба, дека ќе ги имаат во вид и укажувањата кои што еве и денеска беа повторени од страна на амбасадорот на Европската унија кај нас со цел да создадеме решение кое што ќе добие позитивна оценка од Брисел. Денеска на север во земјата превладуваше променливо облачно со сончеви периоди. На запад имаше облачно време со услови за слаб локален дожд, а на планините со слаб снег дуваше умерен до заселен североисточен ветер. Во текот на ноќта облачноста ќе се намали. Температурите се движеа од 0 до 5 степени.
Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од североисточен правец. Температурите ќе се движат од -3 до 8 степени.